Скопје ни и денеска имаа парно грејење само 4 часа утринава. Од ДСМ производство на топлинска енергија велат дека температурите биле повисоки, па грејењето го исклучиле нешто по 10 часот и 30 минути. Во вакви услови правилата налагале дека не мора да се пушти грејење во попладневните и вечерните часови, што е било направено. Поради прогнозите за повисоки температури следната недела, ЕСМ ќе се однесува на истиот начин. Сепак ова не значело дека компанијата ќе заштеди на употреба на газ. За сега 70 на згради остануваат незатоплени во главниот град. Граѓаните пријавиле 600 дефекти, а екипите на ЕСМ се постојано на терен и ги отклонуваат. Парно повторно има и во студентскиот дом Пелагонија во населбата Кисела вода. Вчера условите за попладневен старт не беа исполнети. Последен апдейт се прави во 18 часот, се контролира надворешната температура и согласно тие правила не се стартува. Јас можам да најавам дека прогнозите дека и денес ќе биде исто така. Топланите во Скопје имаат газ за само 2 недели. Директорот на ЕСМ Ковачевски рече дека ќе се набавува газ на пократки интервали за да се издействува пониска цена, но истовремено се преговара за фиксни цени за 6-месечен договор до крајот на грејната сезона. Ако на светскиот пазар нема газ во доволни количини или пак со ниска цена, скопските топлани ќе работат на дизел. Надлежните уверуваат дека се прават подготовки за работа на дизел и дека евентуалната пренамена нема да значи прекин на топлинската енергија во Скопје. За сега предпријатието нема набавено дизел, но плановите се да се искористат количини од државните нафтени резерви. Ние сметаме дека има доволно средства да си набавиме сами дизел гориво или да ги користиме расположивите средства во државните резерви, кои, по наша информација, се околу 105 милиони тони. Не, милиони килограми. Тоа се количини кои ќе би ја покриле целата грејна сезона со 50% од нивната количина. Од утре корисниците на централното грејење ќе треба да се обратат до пунктовите на ЕСМ и да потпишат нови договори со ЕСМ снабдување. Државните електрани добија лиценца за производство на топлинска енергија до крајот на грејната сезона, 35 годишна лиценца за дистрибуција и лиценца за снабдување за период од 10 години.